во секој случај дека едно тело, еден организам во кој веќе навлегле малигните болести, секако дека треба да се одсече тој дел, тој гангренозен дел, за да може здравото ткиво да продолжи да живее понатаму. Тоа е она што го зборуваме цело време, дека треба да бидат казнети сите кои учествуваат во коруптивни, кои учествувале во коруптивни односи, кои учествувале во криминал и во се она што им се случува. Додека тоа не го сториме, ние не можеме понатаму да продолжиме со здраво општество и со здрав живот за целото општество. Ами ние треба да знаеме дека нашите деца... Се извинувам, само за малце контекст за тоа што малце ми е контрадикторно тоа што го кажувате. Ја повторно ќе се вратам на тој западен униполарен свет кој што ние со евроинтеграциите, со членството на НАТО, практично тој е нашиот правец кој што го држиме. Многу жртви направивме за тоа. И сега велите дека тоа не чини, од друга страна велите да продолжиме. Да, јас цело време велам дека не чини. Јас сум постојано велам дека нашето место не е во Европската унија. Прво малце да тезата да ја расчистам, тоа ми идејата. Како наддржава, како наднационална творба, која па во последно време стана идеолошка творба на либералниот марксизам, а за жал во последно време станува воено крило на либералниот марксизам. Значи, она што беше замислено како која е најголема политичка сила во Европскиот парламент, да речеме, она што беше замислено Европската унија како најголем мировен проект после Втората светска војна денес се милитаризира со 800 милиарди евра. Значи веќе го губи приматот, го губи. Ама што очекувате да остане нешто неохипи движење? Јас очекувам да се распадне, затоа што еве ќе ви кажам, вчера не јас, туку магазинот, американскиот магазин Newsweek објави карта со држави, односно простор на влијание на трите големи светски сили во мултиполарниот светски поредок кој веќе живее. И на таа карта, значи американскиот магазин Newsweek ја објави на таа карта. Руската федерација ќе го има своето влијание во Запкавказието и во Европа, а Соединетите американски држави на западната хемисфера, ама само до Панама, без јужниот дел на Јужна Америка, Кина, дозволете ми. Добро. За да сватиме за што зборувам, јас треба да видам добро, затоа што ја сваќам тоа што зборувате. Значи, немој да бидете толку светлив. Кина ќе има влијание на Југоисточна Азија се до Блискиот Исток. Остануваат надвор од ова, остануваат Јужна Америка, Австралија, Африка и Блискиот Исток од овие сфери на влијание. Затоа говорам дека ваквата Европска унија нема да постои, најверојатно тоа ќе биде сојуз на суверени држави, затоа што политиката на Трамп и на новата американска администрација ги враќа државите кон сувереноста. На крајот на човечко прашање само, не ви се допаѓа да речеме низ Шенген кога ќе влезете у Хрватска и дека немате граница до Холандија да стигнете? Ама мене ми се допаѓа, истото ќе биде и кога ќе биде сојуз на суверени држави, само што тогаш ние нема да бидеме уценувани да ги направиме овие отстапки за кои сега сме уценувани. И уште само една реченица, и она што Трамп како цариди ги воведува кон светот. И тоа е враќање кон суверените држави и суверените економии. Зошто? Затоа што ние кога ќе наидете на производ кој чини 1 денар да го увезите, а да го произведете чини 10, вам ви е полесно да го увезете. Престанувате со производство и така станувате... Некој вела дека суверените економии ќе бидат фатални за мали држави со мали економии како нашата, доколку не се снајдат. Меѓутоа треба да влеземе во таа. Добро, ако имате нешто да реплицирате. Не, ја престанувам да комуницирам со господинот после 5 еклатантно изречени тешки навреди пред јавноста. Јас само со вас можам да ви давам одговори, со него немам што, пошто не... Добро, еве, дали... Да завршам, да замолам. Пошто прво не ми е ниво, второ спомнува приватни работи. И јас еднаш кај искочив од Канал 5 телевизија од сред дебата со Филип Петровски. Тоа беше најгледаната емисија самовистина у историјата. Зашто? Затоа што ми рече, не те воспитале родителите. Пази. И тогаш се е поминато, веќе тоа се историја, меѓутоа, викам, не те воспитале родителите. Извадив микрофон, бам, си отидов, затоа што овде не сме дојдени да спомнуваме ни сопруги, ни родители, простаку. Ве молам. Второ. Се извинувам на гледачите, што ве молам се. Се договоривме на почеток за ова. Второ. Си го покажува лицето. Второ, значи,
повелете, ајде да дискутираме, но само јас и вие, господинот. Некога ќе имаме интервју, тогаш само ние двајца ќе разговараме. Прашањето мое сега ќе биде околу Европската унија и дали во овој контекст, еве и на Калас денеска слушнавме изјавата дека веќе што ја слушаме 20 на години, дека Европската народски кажано мора да се уозбили малце, дека мора процесот на пристапување да го забрза. На тој начин претпоставуваме нивниот интерес е да нивната рака да биде тука и да има некаков мир, бидејќи велат тензиите се зголемуваат. Сега гледаме на неприродна состојба, нешто што не го знаеме, тоа е вклучување на некои формални или полуформални војни сојузи или договори за безбедносна соработка, едните помеѓу Хрватска, Албанија и Косово, другите Србија и Унгарија. Дали ова кон мир или се некакви регресивни процеси? Кој може да предвиди во актуелниот момент што конкретно ќе се случува во блиска иднина, ако земеме во предвид и ако гледаме се што се случува? Трамп денеска станал на лева нога, вели едно. Утре вика пупу не важи, менуваме се малку поинаку ќе играме и така натаму. Кој може да предвиди што конкретно ќе се случи во Македонија во време во кое што цело време зветска оружје над нас, мирисот на барутот само што не го сме го почувствувале, ако се земе во предвид дека теориите велат дека сосема е можна велам, не тврдам, не велам ке биде, војна меѓу Русија и останатото ткиво што не е во руска контрола. Германија, Франција, Англија, и они се спремаат, Скандинавија, прибалтичките земји и така натаму. Ама тоа е крај на цивилизацијата каква што ја познаваме. Меѓутоа, тогаш тоа нема да биде војна, тоа ќе биде катаклизма која ќе трае многу кратко, еден ден. Чак ни еден ден од кој ќе пукне првата бомба, знаеме што ќе се случи до следното утро нема да постои планетата. Значи, Македонија има две сценарија. Нормалниот пат за нашиот влез кон Европа е оној во кој што треба да исполнуваме некакви критериуми, некои квалитетни промени да направиме во општеството кои функционираат по европски начин и така натаму, во време во кое што зборуваме за ресет на системот. Абсурд. Значи, ние, за да се пофалиме дека нешто правиме, и со тоа ги заслужуваме сите тие норми, ги исполнуваме за нормален влез во Европа и нивните интегративни процеси по кои што треба да ни кажат браво, вие сте направиле. Сега заслужувате да биде Европа. Вториот е на клоци да не стават во Европа. Геополитиката што вели? Вика, Украина ќе ставиме во Европа, чекај. Ситуацијата им е таква, секој својака ситуација во своја корист онолку колку што геополитичката ситуација во моментот му одговара, сакаат да го стават Украина у НАТО, исто така, на клоци народно кажано, затоа што им е потребна. Значи, Македонија може да има една голема среќа да некој Западен Балкан одеднаш му е потребен за да заокружи Европа. А тоа е тоа што го зборуваше господин Тангеловски, дека е со политичка одлука се станува член на ЕУ. Да кажемо онака како што јас го гледам. И значи, ние овдека сме оставени на една ветрометина во која само може да му се молиме на Бога да се случи политичката одлука и да не внесат во Европа преку ред. Затоа што процесите кои се регуларни, нормални, ама кој ред, господине, само ние останавме со Босна и Косово. Ние сме, зашто не зборуваме вистина, луѓе? Ајде, кој е вистина? Ние се уште живееме во амбиент кој на улица се разговарало ќе постоиме ли за 5 до 10 години. Зашто избегаваме да го збориме тоа отворено? Секој втор, секој трет на улица го поставува тоа прашање, ќе постоиме ли? Затоа што ние дали ќе не биде поставуваат, ја тоа го слушам, дали ќе постоиме. Не боли вистината, вистината е таа, другаче. Дали ќе постоиме за 5 до 10 години? Тоа е big question mark. Голем прашалник. Зошто е? Како рефлекс на што го поставуваме тоа прашање? Тоа го поставуваме како рефлекс на тоа што гледаме дека ние сме апсолутно неспособни да менуваме нешто, ниту сме фактор кој може да влие и да менува, ниту сме држава која внатре со некаква цврстина нешто воопшто значи. Значи, ние сме оставени на ветрометина, Македонија. Кога велам ние, ќе се вратам на она, во ред,
Мислам, ајде да не ја должиме многу. Да не ја должите, меѓутоа, во лажна стварност. ако зборувате дека толку не бива и дека оваа земја нема ништо што да му понуди на светот, тога нема да се согласам не јас, претпоставам и другите. Се извинам, тоа не значи дека јас не ја сакам оваа земја. Не зборуваме за љубов, зборуваме што може ние да понудиме. Јас само се обидувам да бидам реален. Еве јас вам ќе ви поставам новинарско прашање. Дајте ми едно поле. Значи, јас го зборам тоа од жал. Ајде. Ова е моја земја онолку колку што е и ваша. Ајде. Ова е моја татковина колку што е и твоја. Добро. Ова е моја љубов кон грудката колку што е и твоја. Јас зборам од болка. Прашањето е новинарско прашање. Дај ми едно поле. Повелете, господине Видиновски, вие сте ми гостин во емисијава, дајте ми едно поле, дајте ми едно поле на кое што ова држава функционира. Блиц. Уметност. Добро. Не зборувам дали функционираат институциите што го поддржуваат уметноста. Зборуваме како народ што носиме фолклор, традиција, уметност, глумци, талент. Друже, извини. Не сум друже, јас сум Александар Видиновски, сега му учи джилница така Не ми даде одговор. Еве, гледај ме у очи, дај ми еден одговор. Каде и на кое поле уопште функционираме? Ајде ќе ме викнете на подкастот, ќе ви кажам. Немате одговор. Тоа е тоа. Имам одговор многу. Немај уметност. Добро. Може не ја доживувате или не ја цените, ама се тоа не е мој проблем, навистина. Јас би сакал на оваа тема. Е многу интересно што Европската унија, за жал, е дефакторизирана. Европската унија не е фактор на меѓународната сцена. Европската унија е исклучена од разговорите околу Украина, од разговорите околу Газа, од разговорите околу Сирија. На Европската унија сега и се појавува потреба повторно да стане фактор на одлучување. И токму заради тоа се милитаризира и ја милитаризира Украина и понатаму, затоа што во ситуација на војна таа може да биде фактор. Не случајно во моментов се одржуваат обоени револуции на Балканот и на венецот на Балканот, односно во Србија, обид во Македонија, обид во Грција, во Турција, во Унгарија, во Словачка. Најопасна е она обоена револуција во Турција. Не навлегувам јас во тоа дали заради корупција е градоначалникот на Истанбул во притвор или заради политички. Битката е да се урне Ердоган, да се внесе внатре инсталирана влада која ќе ја припои најголемата армија во НАТО. Турција има најголема армија во НАТО. Ќе ја припои кон милитантните желби на Европската унија во војната во Украина. Доколку за жал таа војна заврши, а мора да заврши час поскоро, затоа што секој еден изгубен живот значи еден изгубен свет. Оти секој за себе е свет. Такви светови повеќе не смеа да се губат. Доколку заврши, тогаш Европската унија за жал че за да стане фактор, а најблизу, најлесно и најбезболно може да предизвика војна и е Балканот. И така треба да ги гледаме работите, дека мора да се внимава затоа што Балканот повторно за жал повторно се наоѓа на чекор од можно изгубување на немири на несакани. Во хипотетичко сценарио, да речеме дека во се сте во право што го зборувате, што треба сега ние да правиме? Ние треба да се приклучиме кон, како што 41-та, овој народ, без да има држава, се приклучил кон антифашистичката коалиција, сваќајќи ја од каде доаѓа опасноста. Денеска треба да се приклучиме кон антилибералната коалиција, која ја поведе Трамп и која треба да се справи со тоа зло, 30 годишно зло како униполарен, либерален светски поредок, да се воведе тој мултиполарен светски поредок во кој секој од нас ќе си го најде своето место, а на тие либерални елити... Дали господинот Трамп што го споменувате, своите милиарди ги направи во либералниот капитализам? Не. Тука? Не. Значи, неговите милиарди почетни се во оној класичен капитализам. Либералниот капитализам дури малку подоцна, тој потоа ги надоградуваше, најверојатно сега јас. Не сум му влегол во новчаникот за да знам точно колку пари има и како ги. Мислам, следите вести деновите, гледате што се случува со берзите, претпоставам. Меѓутоа, тој човек застана на страна на класичниот капитализам наспроти овој либерален капитализам кој е представен само од
фармацевската индустрија, IT индустријата, банките и воениот сектор. Се тоа индустрии кои не произведуваат нови вредности, туку кои само создаваат енормни богатства за своите собственици. Од друга страна, тој класичен капитализам создава нови вредности, сплаќа даноци и со тоа ја развива државата. Царините, најмногу кои ги воведува Трамп, се воведени насочени против американските фирми кои излегоа надвор од Америка и надвор од Америка произведуваат, плаќаат туѓи работници, плаќаат данок во друга држава, а без царина продаваат во сопствената држава Америка. Трамп сака да ги врати назад за да ја започне реиндустриализацијата на Америка. Тоа е воспоставување на суверени држави. Ви благодарим на двајцата за учеството. Не, јас морам да дефинирам нешто, должам 30 секунди. на разговор. Господине, овој пат господин, виж колку сум ја културен. Господине Ангелковски, вие сте висок интелектуалец. Чак 1,90 м имате ли? Значи висок интелектуалец сте. Прво да се разбереме. Вашата интелектуална огромна една маса што ја носите со себе, ви дозволи вам да паднете толку ниско. Да, нема тука биќе никаков јавен интерес. Океј, почитувани, ви благодарам за што следите само вистина, нема да ќе се воздржам од било каков коментар, оставам на вас овој пат да судите. Останете со програмата на Канал 5.